Без разлика дали сте македонец или албанец, во државните и јавни институции во Тетово на службениците треба да им се обратите и да ви возвратат на вашиот мајчин јазик. Тоа е основниот постулат на Охридскиот рамковен договор, но колку неговите одредби наоѓаат соодветна примена во животот на различните малцински заедници? Дали граѓаните во Република Македонија се дискриминирани по етничка основа? Се броиме на 20%, на 30%, на 40% и каде што има 20% може да се употреби, каде што нема 30% не може да се употреби. Сето тоа ја илустрира конфузијата и конфронтацијата на демокрација и на слободното изразување на идентитетот. Као прво, например, јазикот, каде може, каде не може да се употреби. Јазикот кој е еден од параметрите за еднаквост и за непостоење на дискриминација. Институциите, каде треба да одиш, кој јазик треба да го употребиш и така натаму. Сите тие работи укажуваат дека во Македонија постои институционална дискриминација, која дискриминација понатаму се шири и се снаоѓа во секоја средина. Македонци, албанци, турци, роми, срби, бошњаци. Различни по вера, националност и јазик, а живеат во еден град. Дел од нив сметаат дека се дискриминирани. Дали сте биле некош дискриминирани по етничка основа? Бивша Југославија. А сега во денешно Сега не е баш така. Не, секогаш биле коректни и се пишува на македонски и на албански, зависи од средината каде што живееме. Јас некогаш кога влезам во канцеларија некаде општина, полиција и секаде ја се поздравувам на албански, а оние например не одговарат. Меѓутоа не е важно тоа што не одговара он. Јас например како албанец после му зборувам на македонски јазик и у тај аспект ја гледам дека сме ми албанците дискриминирани заради тоа што треба тука во Тетово кога населението е поголемо, например 80% албанци и македонците треба да знаат албански јазик. Или сум етнички македонец, инаку јас сум бошњак по професија, по националност, меѓутоа тоа воопшто е небитно. Не би можел да кажам дека сме дискриминирани, чујте, од причина што не има многу малку. Ние сме во Македонија 17.000, значи неполни 18.000. Тоа е далеку под 1%. Дали знаете за институцијата Народен правобранител? Како не, омбудсман во Република Македонија, заштита на правата на граѓаните од повреда на органите на управа во Република Македонија. Но малиот број жалби упатени до омбудсманот не отсликуваат реалната состојба во однос на постоењето на дискриминација, смета народниот правобранител во Тетово Марина Обадиќ. Во нашата канцеларија конкретно голем број на граѓани се обраќаат и бараат заштита на ова право по основ на дискриминација, односно укажуваат на дискриминаторско однесување на надлежните државни органи, затоа што институцијата на народен правобранител постапува спрема државните органи и јавниот сектор. Но во текот на, иако се обраќаат и укажуваат на појави, детерминирани појави на дискриминација, сепак кога ќе дојде да се формира предмет и да се постапува, да се преземаат службени действија по овој основ, се откажуваат од понатамошно преземање на действија. Пред неколку години имавме една представка од родител на девојче кој посетуваше настава во средно училиште и од страна на директорот беше дискриминирана по верска основа затоа што не ѝ беше дозволено со шамија, односно верски символ, да ја посетува наставата во училиште. Народниот правобранител презеде нивни активности и мерки, достави укажување до директорот на училиштето, до градоначалникот и после овие интервенции на девојчето и беше овозможено да оди во училиште со носење на шамија на глава како израз на верското убедување. Рамковниот договор не ги опфаќа само македонците и албанците, туку сите заедници кои живеат во Македонија. Последни податоци на Народниот правобранител за 2011 година кажуваат дека вкупен број на вработени роми во јавна администрација е некаде околу 1300 или 1,3%, но доколку се погледне структурата на овие вработувања, ќе се види дека 677 од нив се вработени во јавни предпријатија, како што се паркови, зелена, комунално и други
предпријатија, така да тие не може да бидат еднакви со вработувањето на државните и јавни службеници, така да има простор за многу манипулации кои се однесуваат на овие бројки. Дискриминација по етничка основа постои во Република Македонија и тоа може да се забележи во повеќе општини, не само тука во општина Тетово, може да се забележи во повеќе сфери и од областа на вработување во јавните предпријатија, локални институции и општината, потоа може да се забележи и за употреба на символи кои што ги има општината. За жал тука народниот правобранител би можел да изигра подобро, да има поголема и подобри резултати и со својот проактивен пристап да ги идентификува и да покрене иницијатива се со цел нели да им се овозможи на граѓаните да ги уживаат своите права. Целокупната застапеност на јавните службеници од немнозинските заедници е задоволителна и останува на приближно 29%. Распределбата помеѓу министерствата е нееднаква, а правичната застапеност на раководни функции останува недоволна. Ова е забележано во годинешниот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Таму стои дека некои од помалите заедници, особено ромите и турците, остануваат недоволно застапени.